Во Санкт Петербург мажи ги тргаат цвеќињата од импровизираниот споменик во чест на загинатиот руски опозицијски лидер Алексеј Навални. Речиси веднаш беа поставени нови цвеќиња. Полицијата ги приведе оние кои тагуваа бидејќи положиле цвеќе во чест на Навални. Независните руски медиуми и групата за човекови права ОВД Инфо објавија за околу 400 приведувања на настани во околу 32 града по објавата на веста за смртта на Навални. Навални беше долгогодишен критичар на Кремљ, а особено на рускиот председател Владимир Путин. Во декември 2020 година тој ја обвини руската безбедносна агенција дека го отрула со потврден нервен агенс произведен од Русија. Русија официјално вели дека Навални починал од неоткриена болест во казнената колонија на Арктикот, каде што тој издржуваше 19 годишната затворска казна. Западните лидери не веруваат во тоа. Не грешете. Путин е одговорен за смртта на Навални. Одговорноста е кај Путин. Тоа што му се случи на Навални е уште повеќе доказ за бруталноста на Путин. Никој не треба да се залажува. Ниту во Русија, ниту дома и никаде во светот. Веста за смртта на Навални следи на помалку од една недела по ставот на поранешниот американски председател Доналд Трамп, изнесен на митинг пред неговите приврзаници, пред кој рече доколку би бил реизбран ќе охрабрил Русија да направи, цитирам, што и да сакаат на земјите членки на НАТО, за кои тој сметал дека не трошеле доволно пари за одбрана. Трамп останува фаворит во Републиканската партија да се соочи со Бајден за председателската функција во ноември. До затворањето на овој извештај, тој нема коментар во врска со Навални. Кога ќе го слушнете Доналд Трамп како вели во Јужна Каролина пред една недела дека ќе го охрабри Путин да ги нападне нашите сојузници доколку не го зголемат својот буџет, тоа е застрашувачки, бидејќи тој го зајакнува Путин на тој начин. Тоа што го направи покажува дека застанува на страната на некој што ги убива неговите политички противници. Тој застана на страната на насилникот кој апси американски новинари и ги држи како заложници. Тој застана на страната на еден човек кој сака да му каже на рускиот народ: не ме предизвикувајте на следните избори или ова ќе ви се случи и вам. На неодамнешниот состанок во Минхен, министрите за надворешни работи од групата Седум водечки држави одржаа едноминутен молк во спомен на Навални. На маргините на состанокот, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и изрази сочувство на сопругата на Навални, Јулија Навалнаја, и додека демонстрантите оставаат цвеќиња и белешки во близина на руската амбасада во Лондон. Истото го правеа и луѓето во Москва. Го нарекоа Навални херој кој се борел за слободата.